Пчелните производи и медот е нешто што треба да го потребуваме во текот на целата година, сите 12 месеци, за да имаме подобар имунитет и секако доколку сакаме да се грижиме за нашето здравје. Кои се придобивките од пчелните производи и како се употребуваат најразлични видови на пчелни производи? Ова утро ќе разговарам со Катерина Спасовска, ќе ти посакам добро и убаво утро. Катерина, навистина изобилие од пчелни производи, може да се најдат во Хепи. Што севе имате од пчелни производи? Па, нашиот асортиман е доста широк, имаме навистина голем избор на природни пчелни производи. Пред се најпрво би почнала со основните главните производи од пчелата, како природен мед, кај што имаме повеќе типови на медови како ливадски, планински и така натаму. Тука би ги вметнале и поленовиот прав, кој што е идеален за дигестија и луѓе кои што се со проблематична крвна слика. Матичниот млеч кој што прави регенерација и обнова на клеточно ниво и е идеален и неопходен за имунитетот кај луѓето. Прополисот кој што е антибактериски и е за лица кои имаат воспалителни процеси во грлото, како и перга која што е не толку позната меѓу луѓето. Одлична е за женските за репродуктивното здравје, како и за мажите за проблеми со простата. Покрај овие главни, да речеме, пчелни производи, имаме и доста голема, широка палета на миксови, комбинации од пчелните производи со додатоци на билки. Како феромедот, кој што е задолжен да ни помогне со анемичност и лоша крвна слика и ниско железо. Релаксамед за опуштање на нервниот систем и несоница. Исто така имаме биомед кој што е нашата витаминска бомба, микс од главните 5 производи во пчелата. И тоа е се што ни е потребно за да функционира еден нормален организам, за превенција и секако за одредено заболување. Исто така, покрај овие миксови функционални медови, имаме и линија на крем медчиња кои што се одлични не само за децата, туку и за возрастните. Медови на база на овошје, како боровинка, малина, јагода и слично. Исто така, постои линија на тинктури на база на билки кои се за одредени заболувања, како тинктурите од пелин, рузмарин, глуварче и така натаму, задолжени за канцерогени заболувања, воспалителни процеси во организмот, одлични се за проблеми со кожа, коса и ногти. Додека сме кај кожата, исто така имаме линија на производи кои се одлични за нега на кожа, за било какви воспалителни процеси на кожата. Тоа се креми кои се стрикно на природна база. Основата им е пчелин восок и немаме никакви додатоци. Да се ова нели за подобар имунитет или доколку веќе е настанал нели некаков воспалителен процес како што споминавте, но која е дозата и како треба да може би да се конзумираат сите овие пчелни производи правилно? Имено, кога станува збор за дозирањето, јас секогаш сметам дека без разлика сето тоа што е здрава храна, добро е и здравата храна да се користи избалансирано како и се друго. Некоја одредена нормална доза за консумација е 1 до 2 лажички на ден, сосем нормално за превенција и заштита од било какви заболувања. Споменавте интересна комбинација на боровница со мед, малина со мед, чокомед. Како настануваат тие, што себе состојки содржат? Тоа се 100% природни медчиња на база на лиофилизирано овошје. Имаме од малина, јагода и боровинка. Лиофилизацијата е процес каде што буквално сите витамини, минерали и природниот и свеж вкус на овошјето остануваат, а со додавање на кремаст природен мед се добива една фина кремаста текстура, каде што буквално ги обожаваат и возрастните, не само децата, морам да признаам. Тоа се крем
метчиња кои што покрај тоа што даваат прилив на енергија благодарение на медот, богати се со многу антиоксиданти благодарение на овошките и буквално се замена за индустријските кремчиња кои што реално и речиси веќе не знаеме што содржат. Да, оно што е многу исто така интересно, кога станува збор за сите оние пчелни производи, се она што го дава пчелата и саќето, кој што исто така е нели многу богато со сите антиоксиданси кои што се потребни да се внесуваат. Каква е препораката еве за дневниот внес на саќе? Па исто како што споменавме веќе и за другите пчелни производи, некое нормално дозирање е 50 грама на саќе на дневно ниво, немаме потреба со претерување, иако е здрава намирница. Да, се она што ни е потребно, особено за овој период, кога доаѓа периодот на вируси и настинки, односно веќе дојде периодот на вируси и настинки, така што секако нели треба да се внимава на имунитетот, да се појачи имунитетот и да се употребуваат нели природни состојки, природни пчелни производи кои што се дар од природата за подобро здравје и за подобар имунитет. Така е дефинитивно и доколку имате потреба од било какви природни производи, ве очекуваме во Здрава храна Хепи или пак побарајте на социјалните мрежи и официјално имаме наша веб страна каде може да си ги купите производите онлайн со достава до дома. Барајте на bhappy.mk.